Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание. Ќе ги доставиме оние информации за кои што денес овде ќе говориме во студиото и ќе бидат од ваша корис, се со цел да дознаете нешто повеќе за се она што е потребно за вашето здравје. Одлучивме денес да поразговараме за две теми, некако изминатиот период многу често се спомнуваше во информативните изданија дека навистина е Скопје еден од 10 најзагадени градови во светот, каде што навистина и ние можевме да го почувствуваме во секојдневието она што се вели дека немаме чист воздух. Повеќето градови низ нашата земја имаат ваков проблем, значи главниот град наш Скопје, Куманово, Струмица, Велес и некои други градови кои што навистина мака-мачат со воздухот, некако сето тоа влијае на нашето здравје. Ќе поразговараме малку за тоа како загаденоста влијае на нашето здравје, а исто така и некако кога е месец јануари, многу се споменува дека е најдепресивниот месец во годината, па зошто е тоа така и дали навистина е така и колку нашите граѓани страдаат од депресија, значи колку често користат антидепресиви, а можевме исто така да се информираме периодов на нас за дека навистина сме една од земјите каде што многу се користат антидепресиви. Еве тоа се накусо вака како за најава темите, а одговор на моја денешна соговорничка и докторка е доктор Лилија Чолакова Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и е претседател на Сдруженијето на приватни лекари. Доктор Лилија, добри дојди, драго ми е што еве нова година започнуваме со тебе. Поздрав до гледачите, среќни празници на сите. Драго ми е секогаш во вашата емисија да гостувам. Так, не сте биле во оваа сезона и драго ми е што еве се согласивте да поразговараме малку на овие теми. Ми се чини дека навистина во изминатиот период често се говореше и како што кажавте вие сами, загадениот воздух не е од сега, години наназад маки мачиме, меѓутоа некако ништо не се презама, а има навистина големи последици врз здравјето на луѓето. Какви се вашите сознанија? Гледате, значи основно е на Министерството за здравство и оние центри за јавно здравје да ги следат состојбите на загаденоста, концентрациите на штетните честички кои што се наоѓаат во воздухот, да се види која супстанца доминира и што би можело да предизвика оштетување на човековиот организам. Так. Во овој период секоја година доминираат респираторни заболувања на горниот и на долниот дел од телото во однос на дишните патишта, така да можам да кажам дека треба да се внимава во оној период кога маглите се многу густи, тоа е во раните утрински часови и касно навечер, да не се излекува, туку во негде околу 12-2 часот, околу пладне, кога сепак имаме кревање на таа магла, се подобрува струењето на воздухот и во тие ситуации препорачувам овие кои што се возрастни, кои што се со хронични заболувања, бидејќи сепак мора да движат и движењето е еден вид терапија за човековиот организам. Така да, додека властите треба да се погрижат. Значи, прво треба да се внимава ружата на ветрови во ниеден град да не се нарушува. Знаете како, се гради неконтролирано, врски изгледаме на места каде што требало да има паркови, веќе нема паркови, се е бетонизирано. Така да тука треба тие градски татковци да се грижат, повеќе да има зеленило, повеќе да има места за рекреација, да се види што би се направило. Мислам дека во Македонија има изум како да се прават со овие вештачки ветерници, струења кога има големи магли со големо струење на тие вештачки ветерници, да се направи таа ружа на ветрови да проциркулира и да може како што има во Штип, ми се чинима. Па не знам дека имам читано негде по порталите дека таков има патент во и пријавено и регистрирано, не знам зошто не се користи и зошто мора да се чека градовите да се гушат во смог. Значи навистина да конструктивно да се користат средствата за да се сочува здравјето. Иначе нормално имаат пациентите со астма, со хронични обструктивни белодробни заболувања, синузити, алергиски кашлици. Тоа е она кое што доминира во овој период. И тоа е секоја година. Од една страна се вируси, бактерии, од друга страна малку и негрижа за своето здравје, знаете, ќе се избањаат, ќе излезат веднаш, порите на човековото тело се отворени. Така да многу фактори влијаат за овие ситуации кои што ги имаме секојдневно. Тоа е она што на краток рок можеме да го почувствуваме, меѓутоа што на долг рок кога
нели постојано сме изложени на загадениот воздух, какви се влијанија врз здравјето може да има? Па знаете како, бројот карциномот на белите дробови нормално дека е зголемен и процентот, значи месечно се случува мојата ординација да откриеме по еден нов пациент со карцином на бели дробови, кој што навистина е жално. Сигурно влијаат многу фактори за сето ова. Од друга страна и пушењето е еден од големиот ризик фактор кој што влијае и ние сме една од најпушачката нација. Кој ќе дое пациент ќе рече јас 40 години пушам, јас 30 години пушам. И затоа се зголемени оние малигнитети и малигни промени, како што има полипи на гласните жици, малигни промени во долж целиот дишен дел, така да сметам дека еве апел повеќе секоја минута која што ја имаат нашите слушатели кои што не следат сега на екраните да го користат во природа, на село, каде што е чиста средината, децата да ги носите нели повеќе да пешачат, да ја сакаат природата. Тие навики се прават нели се ствараат од мали нозе. Така да се спортува, да се движи здрав живот. Значи, так. Дебелината е исто еден од ризиците кој што нормално влие нели на тој боди маси, самата конституција, каков ќе биде градниот кош, дали ќе биде бачваст или нели во однос на другите структури. Така да сметам дека сите работи треба еден умерен начин на живење, но загаденоста влие, еден апел до сите. Секоја минута што ја имате, правете нели физичка активност, но во средина каде што воздухот е чист. Така. Периодов имаше многу зголемен број на заболени од грип, од вируси. Каква беше состојбата, какви се вашите согледувања, бидејќи имаше со потешки симптоми, со температури, со кашлици. Каква е поврзаноста, бидејќи нели веќе ковидот може и е присутен, меѓутоа веќе не се тестираат нели пациентите. Луѓето се вакцинира, прележаа по повеќе пати и имунитетот во однос на тој вирус, да речеме, е нели многу повисок. А она кое што беше забележано кај сите колеги, настинките доминираа, лесни вирусни инфекции, значи немавме пациенти со тешки клинички слики, не сум никогаш доктор кој што би сакал да прави паника, кашлици да, значи може да се сретнат, но повторно ќе кажам, во голем дел, околу 30-40% се алергиски кашлици, нормално од загаденоста, од разни места кај што работат, нели, кои што изложени се на ладно, на недобри услови по нивното нели здравје во однос на работните услови и така да немаше луѓе кои што имаат долго температури, значи поминуваа со еден ден температура и негде одевме палиативно во однос на крвната слика која ќе видевме, немавме пациенти со покачени леукоцити, значи претежно доминираа нели настинки и вирусни инфекции, тек тук по некоја бактериска инфекција, така да затоа апелираме топло да се облекуваат, да се внесуваат топли напитоци, топли чорби, да се внимава малку нели како да си го заштитат своето здравје, нормално да работат на имунитетот со физичка активност. Така. Значи во секој случај се очекува и нели да биде присутен грипот и вирусот и до крајот негде на февруари, март. Па секогаш нели овие периоди, знаете како повторно ќе кажам, топло, ладно, големи температурни разлики, оние кои што одат нели в трета смена излегуваат на многу ниска температура кога се враќаат веќе топло. Тие температурни разлики влијаат на човековото нели здравје нормално. Треба да сте слоевито облечен, но сепак еве денеска веќе почувствувавме сите дека температурите нагло се паднати. Препорачувам нели да се пијат 1 до 2 чаја во текот на денот, да се внесуваат топли напитоци и топло облекување, така да настинки имало секогаш вируси, грипови од различни врсти. Матичните доктори се на своите работни места, немаме блокирани амбуланти, немаме блокирани болници, така да мислам дека соодветно се справуваме со сета патологија која што имаме во нашите чекални. Так. Меѓутоа, кога беше ковидот, нели беше прашање кога некој ќе биде болен, па мораше да седи дома. Колку сега вие како доктор препорачувате на оние кои што доаѓаат кај вас, барем ден, 2-3 да останат дома, нели, ако имаат веќе вирус, за да не го шират и на работното место и нели во училиштата и така натаму, иако сега училиштата се затворени, меѓутоа за понатаму. Знаете како, и ние сме били ученици, тогаш имало грипови се, тогаш приоритет било да го слушате предавањето од наставникот, заради тоа што никој не може да го предаде на онаков начин, нити физика, нити хемија и други предмети, нели не се учат од дома.
Тоа ние сме тие генерации кога навистина приоритет се давало на наставата, на образованието, да бидеш добар, да бидеш прв, нели, во тој клас, во таа генерација. Сега некако малку ако некој кивне или било како, нели, веднаш го праќаат дома, а истите тие деца на улица се дружат и си играат и се заедно. Така да може, нели, нашиот ментален склоп, ние сме деца кои што сме учеле во Југославија, на една појака дисциплина, на каде што единствено сипаници кога сме имале, сме отсуствувале, заради тоа што навистина, нели, се заразни, контагиозноста е, нели, многу висока. Додека сега во зависност, повторно ќе кажам, има различни, нели, деца кои што и да се настинати имаат желба да отидат. Повторно ќе кажам, дали се они во контакт тука или ќе се дружат во кафичите после заедно. Сметам дека школото треба да е прво место, оние кои што навистина не се добри, со висока температура, со јаки болки, даваме оправдање. Нормално, во зависност ја гледаме каква е клиничката слика кај секој пациент и соодветно, нели, велиме, ако не си добар, значи не е проблем, ќе дадеме оправдување, чисто за на пациентот да има подобра нега, да е на топло, даваме оправдување и физичко, нели, да не учествуваат во ладни сали, зависи како им се салите загреани или не. Така да имате различни ситуации, ние нашите пациенти ги третираме нормално по оној начин кој што е најдобар за нив. Така, во секој случај добро е оние кои што еве например не се добри, барем ден, два да одморат, можеби така подобро ќе им помине. Секако, значи во зависност вирусот или грипот, за да или пак бидат после точно и да не пренесуваат се, но зависно, значи имате деца кои што се амбициозни и сакаат, има денови кога се писмени, треба да поправат оценка, ме разбирате, или одат само на тој ден кога е писмената, па другите часеви ги правдаме, во зависност, нели, секое дете колку е болно и колку се чувствува оно. Па и за возрастните кога па и за возрастните било кој, но еве и ние сите како медицински лица секој ден сме изложени, нели, на лица кои што идат, кои што користите, доктор Лилија, маски во ординација? Не, очигледно, нели, имунитетот е 33 години. Точно ли е тоа што повеќе доаѓаш во допир со вирусите, дека се стикнуваш некој имунитет? Да, некој имунитет, значи имав неколку млади докторки, баш, нели, забележително беше првите месеци кога идеа, нели, често настинуваа често и после веќе, нели, се како се калеше челикот, знаете, нели, имунитетот се подобрува заради тоа што сепак сте во контакт, нели, цело време постојано. Сето тоа одбранбениот механизам, нели, проработува во организмот. Што се вели кај доктор не оди секогаш, нели, не одат здрави луѓе, одат болни луѓе, сега не мора да значи дека секогаш со вирус, меѓутоа секогаш кога имаш проблем се обреќаш на лекар. Да, и она кое што е најинтересно кај нас остана, да во приватно здравство вие не можете многу болување да земате, скоро воопшто. И да сте болен ќе одите заради тоа што тешко се наоѓа замена, може и замената да е болна или било како, така да тие подолготрајни боледувања се уште ни се проблем и треба да дискутираме со здравствените власти да биде тоа поедноставно, нели, кога некој е болен да може достоинствено, нели, да изболедува, да се оперира, да. Колку што знам, јас еве и мојата матична што има соодветна замена, например кога таа е на одмор или кога пак е некој ден сабота и така натаму. Како функционира тоа? Колку може, како е тоа регулирано со закон? Со закон е регулирано, секој матичен доктор има замена, тие што се сами, замената им е во друга ординација негде, нели, не толку блиска. Додека тие кои што се двајца, нели, ако едниот се разболи или оди на операција, другиот превзима и се покриваат. Но има и такви амбуланти кои што се селските амбуланти, од руралните. Тој не може во истото село да си најде, тој мора од село во град, да речеме. Ние сме таква ординација која што исто така од село Ризари прифаќаме и уште една друга замена на мојата колешка и се случи летоска, да речеме, нашите пациенти плюс пациентите од другите две ординации, навистина тоа е надчовечки напори за да може да ги примите сите порачки, да испечатите, да стасате, да прегледате. Ние направивме у времето на министерот Филипче кога беше, значи ги креиравме оние измени за законот за здравствена заштита и беа готови. И кај Беким Сали во ФИОКа исто така стои, а сега некако многу често ни се менуваат министрите и некако не можат работите да се... Едноставно, значи тоа беше направено баш за оние моменти. Значи ако некој доктор во рурално место или во село е болен, јас да отидам таму, не сите пациенти да идат на кај мене, ме разбирате? Значи направено е во тие предлог измени околу законот, движењето на докторите по вертикала и хоризонтала малку послободно да биде, со юзернейм, пасворд да се најавите и едноставно да, или ако треба да ги покриеме овие региони,
Имавме осмислено, дури дискутиравме 4 дена да се работи овде, 5-тиот ден на пункт. Значи мора ние да сме подостапни до пациентите. Не може да очекувате старо население само Така, останато, оди, превоз нема, тебе слушаме железнички возови се запреа, не функционираат. Значи од цели региони во Азот, во делот кој што е најголем на Македонија, а ние сме велесни или едноставно кон нас цело време циркулираат тие пациенти, мора нешто да се осмисли како тие региони кај што има народ, а нема здравствена услуга, како да се покријат, да им се пружи, бидејќи по устав секој пациент треба да има исто пристапност нели до здравствени услуги. Така. А така не е. Така. Ке поразговараме малку и за работите во примарното здравство малку подоцна, да поразговараме сега малку за она што го најавив како втора тема, а тоа е депресијата и некако ми се чини дека секогаш во јануари се вели дека е најдепресивниот месец во годината, ни дека другите не се. Меѓутоа општо сме нација која што многу консумира антидепресиви. Општо и во глобални рамки можам да кажам дека навистина психичките проблеми се зголемени кај луѓето, што после оваа пандемија, што после сите овие проблеми кои што се и од економски карактер и нели со се што сме засегнати во секојдневието. Какво е вашето согледување, еве како специјалист по семејна медицина во однос на депресијата, во однос на проблемите со психичкото здравје и колку е застапено еве во секојдневието кај вас, нели мора кај вас да дојдат па да ви се пожелат на некои симптоми или стравови или така натаму, па вие да го пратите на соодветен специјалист? Точно, значи го лоциравте проблемот. Во последните години бројот на пациенти кои што користат антидепресиви е зголемен и оно кој што најмногу ми е жал што и младата популација некако асоцијални станаа децата, не се дружат или јас себе ги гледам во кафич, седат сите на мобилен, значи нема она интерактивност да споделат проблеми, да дискутираат. Младите се иселија огромен број од државата, тоа како што е во Велес и во Скопје и во другите градови, возрастните се сами останати, самотијата царува нели во тие домови, тие луѓе чувството на осаменост или ќе дојдат да речеме возрастни бабички кои што велат во куќата ми се не се симнуваат доле да ме видат, ме разбирате? Значи чувство на отуѓеност има меѓу луѓето општо и меѓу блиските. И меѓу блиските сите се кон телевизорите, оваа технологија, мобилните телефони, мислам дека го уништија и ја уништија и основната клетка, тоа е семејството. Точно, да. Заради тоа што и во исти стан сите се на мобилен, сите се во некој свој свет и сето тоа допринесува луѓето се имаат, но не се среќни. Така да, како човек кој што нели се трудам и цел живот го поминав со моите пациенти, се трудиме да им помогнеме. Нормално во таква ситуација, кога ќе видите и да дојде една пациентка вели се ми е добро, ама ме тера на плачење. И почнувате, нели, прашувате дали си сама, дали имаш сопруг, дали имаш деца, дали имаш внучиња, нели, во однос на возраста, се имам, вика, но јас ме тера на плачење. И тоа е значи една состојба во која што мора да дадете нешто за да го поткренете тој пациент. Нели, без таблетки, нормално депресијата, ако не се лекува, може фатално да заврши. Сметам дека мора друштвото нешто да направи, значи телевизиите малку повеќе комедии да даваат, повеќе смешни. Така да, јас сметам дека премногу сме исто така бомбардирани со негативни значи, информации, со секогаш топ информација е нешто кое што е морбидно, кое што убиство, нешто се случило лошо. Значи тоа е работа на полицијата, значи во ред е да биде информирана јавноста, но да ги оставиме сите тие институции нека си работат професионално. Кога ќе отворите на една програма гледате убиство, на друга гледате тепање, крволочни некои сцени. Значи мора сериите кои што се даваат исто така да бидат малку, нели, зошто не се дае животот на Офенбах, зошто не се дае на Моцарт, да гледаме како луѓе стварале и креирале, наместо да гледаме цело време насилство. Ова веќе после ова следи насилството во школите. Значи они што гледаат на телевизија, од тука пример земат и на интернет. Така да мора контрола какви игри во државата гледаат децата, дали се тие игри, значи Америка ја забрани GTA. Значи кај што колку повеќе убиваш, толку повеќе награди добиваш. Значи ствараме потенцијални убици кои што мора да се види, нели, со сето тоа. Едноставно повеќе контрола. Сите тие институции кои што се платени од народни пари,
Мора да се грижат како да направиме среќни генерации кои што ќе се справат со сите предизвици во животот, генерации кои што на не на првата пречка нели веднаш во депресија ќе паднат, агресивно да се однесуваат, анксиозни се. Едноставно оваа младина нели за жал, нели мојот впечаток е не е спремна за живот. За жал. Како ќе успееме некако да точно е дека оваа констатација што велите дека младите не се спремни, ми се чини дека дали се тоа што се случува со оваа технологија, некако ми се чини дека многу негативно им делува. Да, има улога за некоја работа, достапност на информации, нели повеќе работи можете да знаете што се вели со брзина на светлината. Порано сме чекале тоа да го слушнеме од телевизиите, сега можеме сами да прогугламе, да најдеме се што ни треба, меѓутоа од друга страна пак толку штетни последици остава врз целиот развој на младите, на децата, поготово уште од мали нозе. Тоа е навистина. Не знам, се поголем број имам на пациенти кои што се здрави, млади, машки, девојки, сите се сами. Немаат партнер, немаат врски, не можат да се снајдат во животот, нели, тешко си иде до работа и финансии. Со самото тоа што тие постојано се навикнати да комуницираат преку социјалните мрежи, ми се чини дека повеќе имаат храброст така да комуницираат колку да комуницираат со некого гледате, што нели, се вели треба очи компромис во животот. Значи идеална врска не постои, идеален брак не постои, идеално друштво не постои, но сегде треба, знаете, да сте толерантен, да прифаќате, да попуштате. Некако таа толеранција на краток фитил се младиве, да речеме, немаат желба да го направат другиот среќен. Значи егоизмот некако надвладува во целокупните ситуации. Онако што можам да го доловам од моментите, така да се трудам со сите мои пациенти кои што има, нели, некои ја пребродија таа криза депресивна, негде се епизоди, но негде нели остануваат трајни последици од такви моменти, такви чувства, нели, на неприфаќање од друштвото, на осаменост. Така да имаме различни ситуации, но сепак вашата констатација дека количеството на антидепресиви се зголемува кој што го се дава, мора да дадеме заради тоа што навистина луѓето имаат потреба да го примат тој лек. Ако вие како матичен лекар сметате дека таквата состојба во која што еден пациент ќе дојде и ќе се пожали, дека навистина и ве како што кажавте не се чувствува среќна и се плаче или добива некои панични напади, стравови, не можат од дома да излезат. Баш утрово слушав во една емисија да се пожали една баба за незината внука која што има 30 на години, дека до тој степен е падната во депресија што не сака дури ни да излегува од дома. Мора антидепресив да се даде. И тука веќе, значи тоа е нешто што навистина бара помош од секоја ситуација која што ние не можеме да решиме, упатуваме до нашите специјалисти на секундарно ниво, бараме помош, нели, нормално и нивно мислење. Така да се што може, додека има уште стручности, за жал и болниците ни се празнат. Така да огромен дел од низ државата, ако има невролог, нема психијатар, ако има психијатар, нема невролог, мора тука да се погрижат здравствените власти, нели, навремено да се даваат специјализации на младите деца и да се пополнат сите тие празни оделенија, да може народот да се лекува. Доктор Лилија, и психијатрите се тука кои што навистина секогаш се на услуга на нашите граѓани и на пациентите, кога доаѓаат кај вас, ајде да речеме повозрастните можеби сме малце поинаку навикнати, па некако си откриваме што ни недостасува, да, тажна сум, не сум среќна, нервозна сум и така натаму. Меѓутоа младите некако се позатворени, ми се чини. Кога ќе дојдат кај вас, на нивна иницијатива доаѓаат или пак со родителите, некако ти успеваат да ги наговорат да го искажат сето тоа што го чувствуваат? Знаете како е, на моите пациенти јас барем им велам, секогаш кога имате било каков проблем, значи може да дојдете и да кажете и да си ја отворите душата и само ако сте искрени со мене, нели ќе можам да ви помогнам. Има пациенти кои што точно знаат да прецизно да кажат, нели, каков проблем имаат, но има пациенти кои што треба подолг разговор, нели, за да откриете која е иницијалната капсула, нели, или каписла, што велиме, која што за проблемот. Дали во семејството има семено насилство, дали имате некој кој што се коцка, кој што
нели, некој проблем кој што нели ги прави нив несреќни и да се види дали ќе можеме да помогнеме со разговор да се најде решение тој проблем некако да се надмине или нели нормално бараме на повисоко ниво каде што ако не сака да се ние во моментов имаме исто така едно девојче кој што иде често плаче нели но не сака да се отвори, не можеме да знаеме нели кој е проблемот. Знаете што е проблем. Така да пробаме со разговори, секакви ситуации има. Затоа велам, нели, еве за пациентите апел, ако имате секој кај својот матичен, и само ако сте искрени, ако искрено се комуницира, ќе може да се дојде и до решение, ќе може да ви се помогне, да се упати на повисоко ниво, заради тоа што само ако ја споделите својата мака, прво ќе ви биде полесно, нели, и ќе се дојде до решение и ќе може да ви се помогне. Разговорот е многу битен за мене, нели, ние сме сепак нели суштества кои што оној социјален живот е многу битен за среќата на луѓето. Точно така. Порано бабите си седеле пред куќа, пред порта, па ќе си изнамуабетат и ќе си отидат покротки, помирни, нели, посреќни, ќе си кажат. Така да споделувајте вашата мака, најдете си еден искрен пријател, така да многу е битно некогаш да споделите, ќе ви олесни секако. Така. Сигурно. Доктор Лилија, кога сме кај овие чувства на нели во секојдневието кои што ние секојдневно нели си го доживуваме, сите сме луѓе, некогаш сме помалку стрикни, некогаш сме пострикни, некогаш сме и тажни, меѓутоа кога е тој аларм кога треба навистина да бидат загрижени луѓето дека се случува нешто лошо со нивното психичко здравје, што се тие симптоми обично? Еве претпоставам дека не сте нели вие психолог, меѓутоа си ги знаете тие оние симптоми кои што или чувства кои што треба да ги имаат граѓаните ако ga треба да побараат навистина помош. Знаете како, ако гледате дека детето одбива да јаде, одбива да излегува, одбива да се дружи, и тоа се случува ден, два, три, тука алармот веднаш мора да се запали, заради тоа што имате пациенти почнуваат да губат во тежина, значи депресијата, нели нешто го јаде тој човек што велиме ние народски. Има некои јадат, некои не јадат. Има некои нели ги терано до килажа јадат, значи немаат сон. Значи исто така огромен број од таа депресија е карактеристично ни заспиваат дури во раните утрински часеви. Така. Кога ќе видат дека едноставно, значи поврзани се оние хормонот на среќа, на радост, ми разбирате, допамини, серотонини, многу се битни. Затоа велам човека насмевката е битна, битна е комуникацијата, ситните нешта. Так. Ако стално некој си поставува големи желби, преголеми од колку што реално може да си приушти они с неговото семејство, бидете срекни со малите нешта и брзо ќе се разочарате. Така да затоа велам, многу е битно прво семејството да даде поддршка на таквите пациенти дома, да има време да ги перцепира таквите знаци, бидејќи знаете ако родителот ви работи трета смена, другиот прва смена, некој може и да не сетите дека детето ви има проблем, така, вие трчајки по разликите, значи немате време од трката за да донесете дома средства за екзистенција. Јас имам многу пациенти кои што работат на едно место, одат помагаат и на друго место за да можат децата ги студираат, да ги прехранат. Затоа велам трката едноставно по финанси, по средства, по гледањето цело време во мобилен, многу често се случува некој родител и да не види дека детето му е тажно. Да, меѓутоа јас сметам дека родителите, особено мајките, многу добро си ги познаваат своите деца. Да. Ако нели се со нив од мали нозе постојано и ако ги следат, тие многу добро знаат кога се тие срекни, кога се тажни со самиот поглед. Па добро би било повеќе внимание да обрнуваат да проговорат барем неколку маботи во текот на денот, да ги погледнат во очи што се вели, па така ќе осознаат дали детето е срекно или не. Некогаш имате деца кои што нели се отвараат, затоа ви велам, имате деца кои што не сакаат да го споделат. Треба да го знаат најверојатно и пристапот кога да ги треба да се види како, значи дали тоа ќе биде прошетка покрај езеро, дали ќе биде да испаднете на кафе негде со своето дете или или дома да се близина, значи мора да се работи на близина со децата за да не се испуштат работите од контрола. Така. Еве се надевам дека ќе ги послушаат советите кои што еве вие им ги посочувате на сите оние кои што не следат. Едно нешто што би сакала да прашам е зошто секогаш јануари се вели дека е најдепресивниот месец во годината? Па не би рекла, нели, знаете како. Според некои истражувања е така. Знаете како, луѓето што се сами идат и велат, докторке, не ги сакам празниците.
Ме разбирате? Так, да, бидејќи нема со Значи, кого да нема бидат. со кого да бидат, нема кој да им дојде, нема. Значи, такви празници има многу, има Прочка, има Великден. Така, Затоа да. велам дека луѓето што се сами, не е лошо да се здружат. Значи, сметам дека одиме у тој правец, веќе се движи човештво, кога не е лошо да има кафеќи за самци. Мене ако ме прашате, еве, во секој град да се отвори, па може така ќе се створи некоја да се сите седне сам тие и луѓето повторно да се почувствува дека е дел од нешто, повторно да. дека припаѓа негде, Така. на некоја средина, па и таму може ќе си сретне друга сродна душа, нели? Овие пензионерски домови ќе требаат многу да се градат, заради тоа што на вистина сами остануваат и еве секој ден се сочуваме Единствената дружба може таму да им тие биде. кои што се сами многу често се мета на кратци, на зависници и нели едноставно недостоинствено нели се случува, ги убиле, ги нападнале, им влегле дома. Затоа веламе живење во такви заедници ќе биде многу по-цивилизирано, по-достоинствено, кога сами дедовци, сами баби ќе бидат Така. негде прифатени, би имале грижа 24/7. Така да, тоа е нешто кое што треба и тоа здравствените власти треба да ја снимаат ситуацијата на терен, секогаш да имаат добри бази на податоци и да се види спрема потребите на граѓаните. Тие луѓе сепак допринесувале во оваа држава. Така. 30-40 години сигурно секој дал од својот живот, нели, да се изгради. Достоинствено да И треба за преживеат мене својата старост. достоинствена старост Да. да се доживее, каде што нели ете ќе се дружат, ќе си комуницираат. Не е лошо и децата да се носат од мали години, да се видат кој е крајот на животот, па може и ќе ги развеселат тие баби Така, и дедовци, да, ме да. разбирате. Ние мора да ги олесниме тие моменти на самост и на самотија, на тага, заради тоа што доминираат. Тие кои што заминале во странство не се враќаат толку често, нели, комшилукот се празни, овој починал комшија, тој починал, така да веќе генерацијски се намалуваат дружбите, Да. така да тоа се нешто за кој што нели во секој град морат градските татковци да се грижат и да се ствараат такви некои, кои што имаме пензионерски домови, па да има клуб на некои други, еве да речеме, заради тоа што тие имаме огромен број на витални пензионери кои што се уште сакаат да се творат, да така, дружат, Има, навистина да има. прават. Има на пример во хорови се собираат и повторно тој социјален момент Да е си многу најдат битен. нешто што ќе ги Мора исполнува, да имате нешто што ќе ве одржува во живот. А додека за помладите, што ви е вака вас како еве некој кој што нели во секојдневието се случува и со вакви проблеми, често пати сме говореле на тема кај психичкото здравје кај децата. Ми се чини дека и образованието не е на она ниво на кој што беше порано. И во однос на програмата за работа, и во однос на сето она што се случува во училиштата, се е некако изменето, не е како кога ние, еве, споменавте, сме имале образование, некако по... Сега е све сменето. Што треба ли некои посебни предавања со оглед на тоа што еве тие живеат сега во некое друго време, како што споменавме со овие уреди мобилни, со сета оваа глобализација што не се случи, со медиумите, треба ли некои предавања да им се држат на децата по училиштата, некако едукативни, во односи на психичкото здравје, во однос со стручни лица? Да, во Велес сум член на Советот за јавно здравје, значи тоа е една доброволна еве вака, каде што доктори советуваме, ги повикавме педагозите и психолозите од сите школи и кажавме дека менталното здравје на нашите деца е приоритет за нас како професионалци. И секогаш да гледаат во тие школи на одморите кое дете е само, значи кое дете. Значи мора сите да влијаеме во секој сегмент и да ги забележуваме таквите деца и навреме да се реагира и да се потруди школото, нели, дека инкорпорира тоа дете во друштво, да се најде начин, дали ќе се награди со некое дружење, дали негде ќе се направи некоја активност школска каде што тоа дете ќе биде уклучено и да се почувствува дека е дел од тоа школа и да е прифатено. Така да сметам дека во секој град треба педагозите и психолозите во школите се многу битни
и класниот раководител исто така треба посветено, заради тоа што сепак ние класната наша сме си ја сакале така како втора да, мајка. Точно така. Значи било задоволство да ја гушнете и или денес ги паметиме што се и до вели ден оставиле денеска, белек во нашите да, животи на сме некој начин. трчали, биле приоритет, биле едноставно пример кој што сме сакале да изгледаме Токму како така, да имаме такво држење, да сме почитувани. Така да мора да се вратат некои работи нели на вредностите, часеви во природа да се држат. Точно, да. Физичката активност е многу битна за менталното здравје. Значи овие деца огромен број не играат, имаат долги ногти, како дете да речеме основче или не знам средна школа со 3 сантима ногти ќе игра физичко, кажете ми. Така Што не да, било практика во значи наше кај време. нас кога бил класен час се обрнувало внимание на хигиената, на ногтите, на косата. Значи кој како е едноставно навистина сме чувствувале грижа од страна Една на нашите дисциплина сме и имале, дисциплина како треба да изгледа ученик нели на училиште. Да. Така да некои вредности мора друштвото да ги запази, мора да се води контрола на секој сегмент. Така. И едноставно повторно ќе кажам менталното здравје нели е нешто за кое што и ние се грижиме како професионалци, но и другите многу структури, повеќе внимание значи треба од да малечки обрнат, да. нозе треба да се обрне внимание кое дете е анксиозно, кое дете е хиперактивно, кое дете е тажно, кое дете се чувствува не може да влезе, нели некој многу лесно прави Таксите се комуникации, различни некој карактери, дете е точно. пострамежливо, така да мора да се има различен пристап, исто како за секој пациент, така и за секој детенце, од најмали нозе и да се бара причината. Дали е проблемот во семејството, дали е проблемот во школото, дали е проблемот нели со партнерот, така да значи мора добар разговор, мора добра анамнеза со секој пациент за да може да дојдеме до добро решение. Така да се надеваме ајде дека нештата ќе почнат да се менуваат со оглед на тоа дека ние постојано еве и, нели во медиумите говориме и сакаме да говориме на вакви теми кои што навистина ги засегаат голем број на наши граѓани, пациенти ваши и да се надеваме дека нешто ќе почне да некако кога ќе се случат некои трагични настани, за жал некако само тогаш нешто како да ќе се размрда и потоа после се стишува, проблемот останува и се таложи и што се вели луѓето имаат проблеми и може повторно да се случи некој трагичен настан, меѓутоа навистина за вакви работи треба континуирано да се работи, не само професионално, да, се секој вели, да биде врно професионален нели во својот сегмент. Така. И сега кога сме тука кај примарното здравство, започнаа реформите негде од септември. Како стојат работите, до каде се реформите, колку се во пракса нели се реализираат веќе, до каде се знам дека етапно ќе оди тоа, говоревме со доктор Злата Мехмедовиќ кога ја започнувавме сезоната, токму тогаш беше тоа актуелно. Знам дека се најавува во оваа година да ви достават апарати на оние кои што немаат за сите тие испитувања, што треба вие да ги правите. Како стојат работите, малку да појасниме? Знаете како, тоа се проекти на Светска банка, Светска така. здравствена, не знам, мислам тоа е се поврзано. Јас учествувам нели во сите тие состаноци кои што Точно, се прават, да. нели Како председател. нели на Сдруженијето на приватни лекари, дискутираме, кажуваме наши видувања, за нешто се слагаме, за нешто се, заради тоа што навистина ново поднебје имаше добро здравство и многу често тие странци идејки, сакајки нели ваков проект, таков проект, ги растуривме здравствените домови, Так. кои што функционираа одлично, повторно ќе кажам, имаше и секундарна служба и сега нема, Така, да. освен матични нема ништо. Но сметам дека наше барање беше на Сдружение уште пред многу години, дека треба, повторно ќе кажам во време на министерот Филипче, дека мора да се симна со 80% од услугите на примарно ниво, баравме апарати ова кој што е ехо, доплер, преди тоа што сепак тоа се курсеви кои што треба да се изудат и целта ни беше да идеме побрзо до дијагноза. Така. Значи нашите пациенти страдаат низ лавиринтите на здравството заради тоа што нема Тоа е термини. страшно, не можеш да дојдеш до Нема до термини, специјалист, секој нема да. пари за во приватно да отиде во приватните болници кои што навистина се опремени со одличен кадар, со опрема и каде што се иде до дијагноза за да кажам 2-3 сата. Да. Така да внатрешноста некако болниците кажав и претходно дека се празни, 5-6 оделенија се 6 оделенија се со еден доктор. Значи тоа прашање и акредитацијата на болницата веќе дали е болница или е поликлиника, амбуланти само може да се водат. Така да нашата барање е навистина тоа да биде, нивната замисла е околу апаратите, некако ќе се делиле, па еден ќе гледал ехо, еден ќе гледал, но нема критериум, Да, не меѓутоа разбирате. се посочи дека ќе и сестрите ќе бидат обучувани
Гледате, значи бесплатни обуки ќе имаат и така натаму. Прво, внатрешноста на Македонија има проблем како да најде сестри доволно, ме разбирате? Тоа е веќе проблем значи, источна Македонија, да не провлекува кажам, или долго време, малите места, навистина е проблем. Второ, ние ако ги пуштиме сестрите да се едуцираат, кој ќе работи во амбулантите? Значи, вие добивате 100, преку 100, имате 100 влеза секој ден и не знам уште колку звонење и уште колку на месенџер имам сега пораки, сами, да. така да не може да постигнете толку многу, тоа кој што е замислено или не знам каде функционира поливалентни служби, патронажни, па да одите по дома, па значи ние имаме проблем со младиот кадар кој што иде и си оди. Ме разбирате? И повторно амбулантата е финансиски оштетена, нели, во однос на кога ќе ги избришат тие пациенти. Имаме два дела од Законот за здравствена заштита кои што сме ги барали во службен весник, ги поминавме. Во пракса не функционираат, се уште колегите се жалат дека не се спроведува одлуката од службен весник. Софтверот, нели, од страна на фондот не е изготвен, треба време. Така да ние за се имаме разбирање, но треба и другите да имаат, нели, навистина за нас и да бараме модуси. Кога велевме пациенти на ПЗУ нека бидат. Значи тогаш немаше да има ова чекај колку пациенти и сега имаме нешто измеѓу, значи кој до 6 месеци остануваат ако си замине младиот доктор и за концесионерот, нели, стои во службен весник ако си замине возрастниот доктор кој што со години бил концесионер, младиот да продолжи. И тоа е во службен весник. Но на терен некако сето тоа, наместо да биде едно шалтерски систем, со еден клик ги префрламе од утре натаму пациентите, ПЗУ тоа е тоа, средствата се тоа, продолжуваат сестрите да работат. Мора да ги поднестуваме, работите во интерес на да го зачуваме овој персонал кој што го имаме во државата. Иначе, како одат се поголеми веќе генерацијски екипи, Охрид, Битола, Веглес, значи се пензионираат. Заради сите овие тешки административни работи, голем обем на работа е тоа. Вие не може во исто време додека прегледувате и цело време ви звони телефонот. Сестрата во другата соба или преврска прави, или ЕКГ прави, или пушта инекција, кој ќе се јави на телефонот? Вие треба тогаш пациентот кој што е тажен тука и дошол бидејќи има мака и му речеш ај сега почекај малку, ја сега и од другата страна ви се јавува некој возрасен и он 15-20 минути, ама вака ми е не може така. Мора да има термин кога ние ќе се јавуваме и ќе бидеме достапни. Како може еве сега некој оперира во сала и некој да се јави на мобилен и да треба тој. Во било која приватна болница, кога оперираат, телефоните се оставаат надвор. Не може во работно време вие да одговарате на Вибер, на Месенџер и ако не одговорите, нели, тој чека од другата страна бидејќи мисли дека е само тој, ме разбирате? Така да мора да има добра организација околу сето тоа, да се знае колку можеме ние денеска навистина кога ќе дојдете вие да имам време да ви посветам, да ве погледнам во очи, да видам дали сте вие срекна или тажна, да видам кој ви е проблемот, нели, да ве посоветувам и сето тоа смирено да го направиме, а не под притисок. Така да имаме многу нешто. Значи мораше, едно од барањата беше методологија за начинот на платите како ќе се движат во примарното здравство, заради тоа што не може платите во јавно здравство отидоа многу напред и ќе имаме прелевање на кадар. И така ќе го уништиме примарното здравство. Дали е целта на најдостапните луѓе, кои што се најдостапни? А вие сте првата алка. Ние сме првата, нели, бариера, нели, гејкипер, како се бе, оние чувари на здравјето на луѓето и најдостапни сме. Така да, навистина сметам дека треба да си ги прифатиме нештата. Баравме, ако нема сестра, да се дозволи администратор. До 800 пациенти да нема сестра, тој нема пари за себе да си подели плата, а не или, нели, да го смениме начинот каде што државата ќе ни даде сигурни плати и плюс од другото да биде за опрема, кадар, нели, заради тоа што трошковите до државата и амбуланта не се мали. Така да имаме многу нешта, но мора да се дискутира, мора да се разговара, мора да се седне на маса, да има конструктивен муавет, ние аргументите од другата страна, аргументите и негде на средина да се најдеме. Кога станува збор за услугата на пациентите, за промените што се случија, колку сте вие сега задоволни од сето тоа како функционира и како функционира впрочем, дали сега се подостапни специјалистите и дали е поедноставно што и вие ќе може да им пропишувате лекови? Да, тоа е нешто од убавото кој што се случи, на кој што навистина се израдував, заради тоа што олеснивме. Така беше и порано. Поодамна. Па многу одамна ние кога почнавме, јас сум едно од првите 10, значи се можевме да препишеме заради тоа што јас сум од факсимил, кој што е, нели, документ. Ако веќе
го имате досието на вашиот на пациент? мојот пациент, значи одлучувам и со тоа одговарам, нели, за неговото здравје ако му дадам несоодветен лек или било што. Но после тоа во текот на работењето и годините се воведе тој режим кој што направи милион компликации и за пациентите, но еве сега за неколку лека, лекот за тироидна жлезда, крведилолот за срцето, лекови за масноти, за спреови, овој фликсотиде, така да тоа се неколку лека кои што можеме да ги дадеме и не го оптеретуваме секундарното здравство. Непотребно се издава огромен број на упати, а секој упат е здравствен денар, ме разбирате. Така да и така ги имаме малку интернисти да ги оставиме да работат тешки состојби, инфаркти, белодробни едини. Да не одат да фаќаат термини само за за пропишување на лекови. Сега ми интересира па како функционираат термините. Нели некако сите се жалат дека не можат да дојдат до термин кај специјалист. Тешко даваме. Функционира ли мој термин, што се случува? Најчесто даваме приоритетни, такви за 7 дена, па пациентот му велиме отидете, видете, вие договорете се, почекајте, не значи приоритетен дека вие веднаш ќе влезете, некој пред вас има кој што зафатил термин и така. Така да се трудиме, кај приватните интернисти тешко исто се иде до термин, заради тоа што они си имаат своја минутажа, си имаат денови, секој сам, заради тоа што тоа се приватни фирми кои што си го планираат своето време, кој ден ќе гледаат ехо, кој ден ќе гледаат доплер на каротиди или било како, така да навистина во бърнаут е едноставно, знаете како, барањето на луѓето, старе населението, побарувачката нели за прегледи е се поголема, а кадарот се намалува. Така да негде ќе се најдеме измеѓу, нели, затоа велам. Ајде да видиме што ќе се случи, бидејќи кога разговарав се извинам со доктор Злата Мехмедовиќ, меѓу сите останати, нели, идеи што ги имаат, ова што сакаат да го направат е и за да го задржат кадарот, впрочем. Па да се не надеваме дека ќе биде така, меѓутоа со оглед на тоа дека многу бргу, еве, пак ќе напоменам, ни се менуваат министри, ве таман еден ќе фати залет, па ќе се смени, па ќе дојде друг, па остануваат во фиока некои прашања стратегија, независно, да го пофалиме и она за поздрав што кажавте за позитивната листа на лекови, и тоа и за болниве со цистична фиброза, нешто што ете добро се случи, што се боревме и ние како новинари, нели, цело време да издействуваме. Да се надеваме дека ќе одат работите во позитивна насока, се со цел, нели, и вие како матични лекари, а и граѓаните кои што ги користат услугите, мора во интерес на граѓаните, да го добијат она што треба, да се работи. Да. Што е нешто следно што очекувате да се случи како промена или да се воведе како она реформа, што се предложува или многу често се состанувате со доктор Злата, па разговарате, па пак имаме состанок еве во петок таа надзорна група, нели, која што за реформи, сигурно ќе не информираат, нели, доктор Злате за новините. Па ќе видиме, нели, што како ќе се движи. Знаете, секогаш кога има избори, се запира, нели, ништо друго не функционира, пак идат нови луѓе, пак нови кабинети и тука е проблемот. Секој нов кој ќе дојде, пак треба некој нов се назначува да води таа надзорна група, така да не можам ништо да се надеваме во еве дека подобро да биде, наше е да ги кажеме нашите проблеми на членството. Во секој случај ми беше прашањето дека вие сепак се состанувате, разговарате, барате заеднички решенија, ги кажувате вашите проблеми и така натаму. Ајде да бидеме оптимисти, што се вели, во оваа година, па да посакаме, нели, да се случат убави работи и оние реформи кои што се најавуваат и за вас како матични лекари, па да биде подобро и за здравствениот кадар и за пациентите, па да се надеваме да си го задржиме кадарот. Така. Доктор Лилија, ви благодарам за денес. Драго ми е што одвоивте време и дојдовте, нели, дури од вашиот роден град, од Велес, за да присуствувате во емисијата. Соработката трае долго многу со вас и се почитуваме многу. Па се надевам во некоја следна емисија па ќе поразговараме за некоја друга проблематика. Пе да имаме да се пофалиме. Така, дај Боже. Благодарам многу за денес. Поздрав до гледачите. Се најбо. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека овие сите информации кои што ги слушнавте во оваа емисија ќе бидат од ваша корист. Го задржа вашето внимание. Останува само да ви посакам да имате добро здравје, да се грижите за своето здравје. Ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.